И во Македонија идеи за ограда за мигрантите. Дали е тоа решение? Брисел вели не. Зошто повторно со полициската бруталност Македонија е прва вест во светските медиуми? Како функционира системот за третман на бегалците? Во топ тема вечерва и за топ успешните. Гостин Евгений Попацев, светски шампион во маратонско пливање. Токму така тоа се темите за вечерашното издание на Топ Тем, но почнуваме со една друга тема. Воредна вест која попладнево дојде од посредникот во преговорите меѓу политичките партии Питер Ван Хоуте со сериозно предупредување за застој во политичкиот договор околу именувањето на специјалниот јавен обвинител. Директно обвини дека една политичка партија го блокира целиот процес. Да ја слушнеме изјавата. I have to inform you that tonight we will continue the discussion on the special prosecutor. We prepared a draft for the law to be amended in order to make this possible, and we have also a discussion on the names. However, I do want to inform you that we are facing serious problems. The first problem is related to this. In general, if you negotiate, you say a word is a word. If you agree on something, that's it. If you make an agreement on a deadline, you respect the deadlines. I can only see that for the moment, one of the biggest parties is not respecting any deadlines and not respecting the agreement. This is not the way you can negotiate. There's no way that you can reach agreement if you don't respect what you agree around the table. The second issue is even more important. We see and we have in Europe a system of values. I think if people and countries would like to become a member of the European Union, we appreciate this very much, but it means also that you accept our system of values. And one of the most important is this one, is the issue of accountability. Accountability means that any public official has the duty and is responsible to the people. The special prosecutor is in place to establish this system of accountability, and we will make sure that this will happen also this time. For anyone who might be involved in anything. That's the key message also related to the European values, the values that we adhere to, and that I hope that one day will also be part of your society. Thank you. Зборот е збор, а една политичка партија не го почитува зборот од договорот од 2 и од 15 јули е острата порака на секогаш до сега дипломатски воздржаниот европски експерт. Господин Трпе Стојановски, универзитетски професор, е мој гостин вечерва. Господин Стојановски, што ви говори оваа изјава? Значи, немавме доволно информации што се случува во овие разговори, така што не е за изненадување дека може да дојде и до некој застој. Така што сите кои што учествуваат, кои што имаат мандат и кои што имаат обврски, веројатно ќе дојдат до решение во рокот кој што е поставен. Дали ова некаков последен обид на меѓународната заедница да изврши притисок, бидејќи и досега информациите беа дека тешко оди договор? Па, добро, моето искуство со партнери од меѓународната заедница е дека кога е поставена рамка и кога се поставени координатите, ќе се дојде до резултатот. Војслав Зафировски, исто така Стојановски. Војслав Стојановски, се извинувам, исто така доктор на правни науки од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Војслав, кој е вашиот коментар? Не е неочекувано во секој случај. Беше предупредувано дека може да дојде до ова, меѓутоа немаме доволно информации. Господинот вели една од најголемите политички партии, таму знаеме дека се 4 најголеми политички партии, значи може да биде било која. Навистина не знаеме. Со тоа што две се вклучуваат повремено, најголемите две го водат главниот збор. Така е, меѓутоа, навистина не би имал каков коментар да дадам во овој момент, освен тоа дека Европа многу ретко одлучува да зборува со ваков тон и со оние пораки кои видовте дека беа напишани дури на ливче, што
изгледа смешно, меѓутоа говори за сериозноста, односно говори дека Европа сака да каже инвестиравме толку многу време, ги испративме сопствените експерти, дадовме се од себе и покрај тоа вие не се држите до она што самите го договоривте. Во секој случај лошо за државата. И со нас вечерва е и госпоѓа Сузана Салијут, директор на Центарот за управување со кризи. Пред да се вратиме на темата за која што сте гостин, бевте и пратеник, дел од канцеларијата на Народниот правобранител, значи компетентна и за вакви политички теми. Што значи тоа кога еден европски дипломат јавно ќе предупреди дека напишано и на ливче, господо, зборот е збор? Многу јасна порака. Дури не изненади, зашто господинот Ван Хаут е еден господин со една смирена каризма, така, со еден смирен карактер. Тој неговиот смирен карактер ни даваше спокој дека сети си тече како што треба. Значи се работи за многу важен збор што го дале лидерите, се работи за многу важна спогодба и мислам дека ова ќе влијае во понатамошното работење на остварување на спогодбата. Мислам дека ќе се најдат решенија, ќе се зближуваат ставовите, зашто се работи, уште еднаш ќе повторувам, за многу сериозна спогодба и за многу сериозни дадени зборови. Ви благодарам за овие коментари. Специјалниот обвинител очигледно станува тема која што ќе биде актуелна и во следните денови. На неа ќе се навратиме во следните изданија на Топ тема, почнувајќи од понеделник. А еве подсетување што е нашата вечерашна главна тема. Повторно се навраќаме на проблемот со мигрантите, вечерва од некои нови аспекти. И во Македонија идеи за ограда за мигрантите. Дали е тоа решение? Брисел вели не. Зошто повторно со полициската бруталност Македонија е прва вест во светските медиуми? Како функционира системот за третман на бегалците? Во Топ тема вечерва и за топ успешните. Гостин Евгени Попацев, светски шампион во маратонско пливање. И првата дилема е за вечерва е ќе гради ли Македонија ограда слична на унгарската за да се брани од мигрантите. Информација која што како идеја ја навести министерот за надворешни работи Никола Поповски во интервју за еден унгарски весник. Најде веднаш на остри критики од Европската комисија. Да ги слушнеме прво реакциите и одгласите низ прилогот на колешката Сања Васич. Македонските власти не отфрлаат можноста да подигнат ограда или да постават војска на границата за да го спречат нелегалното преминување на мигрантите, како што изјави министерот за надворешни работи Никола Поповски. Иако вели дека тоа не е идеално решение, во интервјуто за унгарскиот неделник Фигуело, овие намери на властите наидоа на негативни реакции. Изјавата ја пренесоа сите светски медиуми, откако освен Унгарија која подигна ограда што беше жестоко критикувано, само Македонија споменува вакво решение во справување со бегалската криза. Од Брисел порачаа дека се категорично против. This is a difficult situation there, we know, but as we said, we don't think that fences are the ideal response to such a situation. What we need to do is work closely together and face together this crisis. Причина да се преземе ваков потек е зголемување на бројот на бегалци кои транзитираат низ Македонија. Само вчера влегле 7600 бегалци. Затоа е тешко да се исполни барањето на Европската Унија, сите да бидат регистрирани пред да влезат во земјите членки на Унијата, вели Поповски во интервјуто. Очигледно и кај нас ке треба некаква физичка заштита за да го намалиме нелегалното преминување на границата. Тешко е тоа да се постигне за кратко време, а не е решение за долг период. Но доколку сериозно го земеме тоа што го бара од нас Европа, тогаш ке има потреба и од тоа. Било војници, било ограда или комбинација од двете. Но нагласувам, не го сметаме ова за добро решение. Ова изјава на Поповски само го потврди негативниот имидж што го доби Македонија за бегалската криза, откако во август постави бодликава жица на границата со Грција за да ги спречи привремено мигрантите да влезат во земјата, а полицијата употреби шок бомби. Вчера повторно Македонија беше прикажана како земја во која полицијата е сурова кон бегалците. Иако без никакви проблеми организирано деновиве низ земјата транзитираат од 5 до 7000 мигранти дневно. Dramatic and disturbing images have emerged of refugees trying to cross the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Од МВР велат дека го испитуваат случајот. Шефот на мисијата на УНХЦР во Скопје не е загрижен за изјавата на министерот Поповски, бидејќи не гледа конкретни чекори за подигање ограда, но е загрижен за насилството врз бегалците. The usage of violence on refugees and migrants by anybody at the border is not a good thing to be seen and to be done, because these people are suffering and they have come all the way from far away, and they have lost their relatives and they have lost everything and they're running for their lives. За разлика од другите земји низ кои транзитираат бегалците на балканската рута, иако и во Македонија добиваат помош и транспорт, земјата останува единствена со лоша репутација во нивниот третман. Единствено е поголеми критики добива само Унгарија. Јавноста е згрозена од најновото аматерско видео на кое унгарските полицајци како на животни им фрлаат храна на бегалците во ограден простор. Тоа е сликата за Македонија во светот, иако дневно овие изминати денови од 5 до 7.000 мигранти или бегалци транзитираат низ земјава без поголеми проблеми. Господје Салиу, ќе има ли жичена ограда? Не верувам дека ќе има жичена ограда, не верувам дека ќе има огради, зашто оградите веќе во регионот некои што се обидува да ги градат не дава резултати. И во Унгарија не даваат резултати оградите, и Бугарија се обиде нешто со оградите, мислам дека нема никакви резултати. Зошто ние ако ги ставаме зидовите, ги ставаме оградите, тогаш бранот на бегалци е толку голем што тие ќе најдат други патишта. Значи на едно место ние ќе градиме зид, на друго место тие ќе отворат нови канали за премин, зашто се работи за голем бран на мигранти. Ние тогаш уште еднаш ќе го зајакнеме криминалот кај мигрантите, луѓето што тргуваат со мигрантите, а вака мислам дека со овој слободен влез вака во Република Македонија, со контролиран влез во Република Македонија, мислам дека ние го намаливме и криминалот и правиме хумано дело кон мигрантите, и да не заборавиме дека Република Македонија уставни темелни вредности му се хуманизмот, солидарноста, владењето на правото и човековите права. Плюс Република Македонија е самостојна држава, но исто така е дел од меѓународната заедница. Со фактот дека сме дел од меѓународната заедница, ние сме прифатиле и сме ратификувале некои конвенции што се однесуваат на човековите права, па и на мигрантите и на бегалците, и сите тие конвенции што ние сме ги ратификувале, тие се дел од нашиот правен систем, значи дел од нашиот уставен поредок. Сега ме подсетувате на говорите од времето кога бевте кај народниот правобранител. Се извинувам. Сега раководите со тело, учествувате на состаноци каде што се координира целиот процес на третман на главниот штаб се одржува во нашиот центар. Да. Дали намаса досега е ставена оваа идеја, бидејќи иако е конфузна изјавата на министерот за надворешни работи, не е добро, ама може, ке ни треба и треба да размислуваме за тоа. Сепак е тоа изјава која што и најава која што доаѓа од министер за надворешни работи. Ние досега сме одржувале 8 состаноци на главниот штаб. Ни еден чинител од важни чинители од државата не било спомнато идејата дека треба да градиме зид. Не е разгледано тоа во главниот штаб, па и да се разгледува, би можело да се разгледува, али мислам дека нема да наидува на позитивен прифат, така како сега јас не зборувам како рековте, ги измешавте малку и вие како новинар работите, кај омбудсманот во политиката, овие се наши темелни вредности: хуманизмот, солидарноста, владење на правото, а пред се човековите права. И Република Македонија овие ги ставила овие вредности во темелите на државата, во темелите на институциите. Не, тоа го реков бидејќи ова ваше искажување малку не ми кореспондираше со содржината на изјавата на министерот. Верувајте, се кројат најдобрите политики за мигрантите, а истовремено ние да си ја сочуваме нашата безбедност. Али мислам дека нашите институции сите се подготвени, имат потенцијал, нашите институции, човековите ресурси што работат во тие институции имат потенцијал да ги сплетуваат и хуманоста, и безбедноста, и да водиме најхумани политики кон мигрантите. Професор Стојановски, како вие гледате на оваа
идеја во најава која што ја промовира шефот на дипломатијата. Еве од друга страна слушаме од госпоѓа Салиу дека досега не била ставена на маса на главниот штаб задолжен во моментов за координирање на оваа кризна состојба. За ова најава всушност денес слушнавме неколку извори од кои што беше најавена идејата дека можеби, значи во изјавата јас те слушнав дека категорично се оди со градење на ограда, но за прв пат имаме најава и како најава тоа е интересен момент кој што сметам дека заслужува подлабоко внимание. Од друга страна, веднаш имавме можност да слушнеме реакцијата од надлежни представници од Европската комисија. И во таа конотација јас би тргнал од најавата за поставување на ваква ограда во Унгарија пред неколку месеци, кога како идеја кога беше пласирана најде на значајна критика. И дури во некои настапи во Унгарија кога ги имавме, конференции на кои што разговаравме на оваа тема, поставување на ограда во Европа е нешто што е ново, нешто што е спротивно од политиките на европскиот континент. Значи, по рушењето на Берлинскиот зид веќе наидуваше на една друга политика, на една друга клима. Да, но бегалската криза во Европа и во многу европски држави откри многу неевропски практики. Токму така. Така што самата идеја за поставување на ограда е значајно прашање кое што носи голем ризик. Особено имајќи во предвид идејата дека поставување на таа ограда се најавува како можна на македонско-грчката граница, што всушност е граница помеѓу Европската унија од југ и Република Македонија, односно земјите кои што имаат кандидатски статус, прва на таа линија е Република Македонија. Така што самата идеја испраќа повеќе пораки. Јас ова би го сватил како можеби одредено концентрирање на вниманието во Република Македонија и многу од обврските на кои што е обврзана Европската унија во овој момент, имајќи во предвид од каде се случува бранот на бегалци и мигранти кон Република Македонија и доста малото внимание кое што го гледаме од страна на Европската комисија и Европската унија, сметам дека можеби е тоа една од идеите да се привлече вниманието и да се барат конструктивни решенија. Но секако без погрешна дипломатска тактика, бидејќи наместо резултат носи само негативно. Добро, меѓутоа во секој случај самата идеја поттикнува на внимание и веројатно тие што ја промовираат, веројатно имаат и дополнително објаснување што е позади тоа. Иако оградите не се популарни, меѓутоа да подсетам дека Европската унија со Грција всушност ваква ограда, ваков зид поставува, бидејќи Грција тоа не можеше сама да го направи, од 124 километри на границата помеѓу Грција и Турција. Така што не е новина прашањето на зидовите и на оградите, меѓутоа се согласувам целосно дека тоа не е решение за миграцијските и бегалските токови кои што ги имаме. Војслав, и требаат ли огради на Македонија? Точно е тоа дека изјавата не е децидна и уште еднаш би ја прочитал. Доколку сериозно го земеме тоа што го бара од нас Европа, тогаш ќе има потреба и од тоа. Било војници, било ограда или комбинација и од двете. Но нагласувам, не го сметам ова за добро решение. Ако го интерпретираме, значи би било зло кое никој не го посакува, ама е можно. Идејата е ретроградна. Не е прв пат македонски политичари да се инспирираат од политики на Унгарија. И тоа баш од оние политики за кои ЕУ секогаш имала негативни ставови по однос на тоа што се случува во Унгарија. Земете го како пример само по последните предложени измени на Уставот. Меѓутоа, доколку ја анализирате добро изјавата на министерот, таа би требало да прозвучи дипломатски, би требало повеќе да се однесува на ЕУ. Меѓутоа, вели, тоа не ЕУ не тера, ние сметаме дека тоа не е добро, што воопшто не е точно. ЕУ никогаш никого не терала да подига огради. Реагираше бурно кога тоа го направи Унгарија. Министерот, според мене, и повторно испраќа порака кон Европската унија и оваа порака не е многу наивна, туку е конкретна. Време е да не ги пуштите средствата кои не ги ветивте уште во јуни за време на самитот на ЕУ, а тогаш се зборуваше за средства од над 8 милиони евра, кои ќе бидат
дадени на земјите низ кои транзитираат мигрантите, односно би требало да бидат поделени помеѓу Македонија и Србија. И потоа, она што се случи пред околу 3 недели за навиенскиот самит за балканските земји, каде што таа сума беше намалена на нешто над 1 милион. Македонија досега од Европската Унија има добиено само 90.000 евра за бегалската криза. Се наоѓаме на неколку месеци сметка на Црвениот крст. Се наоѓаме на неколку месеци пред избори. Во период кога имаше ребаланс на буџетот, во период кога државната каса се празни. На државните органи тоа им е многу јасно дека доколку се трошат, доколку продолжат да се трошат резервите, а не трошиме толку многу, доколку продолжат да се трошат, нема да можат да функционираат според нив основните потреби кои ги имаат граѓаните преку државните органи. Она што молам, само нешто сакам да додавам. Факт е дека Република Македонија со ова криза, со овој бран на бегалци, на мигранти не може сама да се соочува. Ова е регионален проблем, исто така проблем поврзан и со работењето на Европската Унија. Не е се до парите, како што вели колегата од Хелсиншкиот комитет, зашто хуманоста не е секогаш поврзана со парите, но мислам дека Република Македонија не може сама да се справува. Тоа имаше една работилница пред неколку дена на УНЦР, токму беше за нашите институции кои се справуваат со кризата на бегалците, и таму беа секоја институција требаше да ги даде плановите, што ќе работи во однос на бегалската криза, што е сработено, што е потрошено, што ќе се троши. И самата порака на господинот Мухамед Ариф беше дека Република Македонија тука не е сама, Република Македонија е во првата линија за справување со ова криза, а тука се сите меѓународни институции да помогнат. Ќе го разговараме тој регионален аспект и потребата од таа предсеевропска и регионална политика. Меѓутоа, што значи тоа кога ќе кажете, сме го слушнале тоа и од други државни представници, Македонија нема капацитет. Нема капацитет во смисла на пари, и нема капацитет во смисла на институции, луѓе или е збир од Република Македонија има капацитет и во смисла на институции, и во смисла на човекови ресурси, и во искуството. Ние само да се подсетиме на 99-та година, ние се справувавме тогаш со уште еден поголем број на бегалци, тогаш дури скоро милион бегалци влегоа во Република Македонија. Ние многу успешно се справувавме со тоа криза. Тие луѓе денеска постојат, тие луѓе денеска се зафални на Република Македонија, на гостопримството, на сето тоа што Република Македонија го направи за тие луѓе. И од тоа ние излеговме многу успешно. Трошоците се навистина проблем, зашто во главниот штаб се покажуваат сите проблеми што се соочуваат институциите сега што работат на справување со ова криза. Трошоците, финансиските трошоци се навистина проблем, но и за тоа ќе има, мислам дека има донатори, ќе има и нашиот буџет за време на кризна состојба не може да функционира како во нормални услови. Значи сега буџетот го нема тој комодитет што го има во нормални услови. Сега мораме малку да размислиме за пренамена, мислам дека имаме сите капацитети ги имаме за справување со ова криза. И мислам дека успешно ќе произлегуваме од ова криза. Повелете. Да, убаво е да се слушне ваков оптимизам, иако впечаток е дека Република Македонија всушност и неподготвено влезе во ваква ситуација. Тука сигурно дека мора да се има во предвид дека димензиите или обемот во кој што се случува овој бегалски, миграцијски процес, веројатно се случува за прв пат. Значи, по многу елементи не можеше да се процени дека ќе се случува во ваков обем. Од друга страна, коридорот, од повеќе коридори кои што постоева, кои што ги користеа мигрантите и за нерегуларни преминувања, сведоци сме дека токму овој коридор станува доминантен за сметка на другите кои што може би се присутни, меѓутоа не се зголемени во обем во кој што тоа се случи со овој коридор, кој што преку Турција, Грција како еден голем собирен центар и понатаму копнениот пат продолжува преку Република Македонија. Од таа причина имавме можност да слушнеме повеќе изјави и во добар дел треба да се верува на тие изјави е дека обемот или бројот на мигранти и на бегалци кои што доаѓаат е навистина голем за многу институции, за многу ресурси што ги има Република Македонија.
Од друга страна, веројатно, времето кое што предходеше, а можеше да се искористи за проценки, планирање, за преземање на активности, тоа не се направи. И за жал, собирниот центар се случуваше во моментот на големите бранови. Значи, тоа говори за некои подготовки кои што ги немав. Гледаме, од друга страна, како тоа се случува во некои од земјите на север, каде што и логистиката е подготвена, меѓутоа се работи многу и на подготвување на нациите, што е многу битно. Значи, мора да има една интеракција во целиот процес и да се продолжи со мобилизирање на граѓаните. Сметам дека е добра страна што цивилниот сектор покажа достоинство и практична вклученост во овој дел, додека државните институции, тоа е мој впечаток, некој од нив покажа капацитет, меѓутоа еден од главните проблеми е всушност на таа интерресорска координација, бидејќи армијата е присутна на терен. Менаџирањето е исто така следниот чекор. Меѓутоа, во претходниот период немаше вежби или немаше активности со кои што може да се тестираат овие моменти. И сега имаме операција на отворено срце, кога истовремено се покажуваат и перформанси на менаџирање на кризата. И од тука имаме некои настани кои што не говорат добро за Имаме една апсурдна ситуација. Во изминативе 2-3 дена просекот е од 5 до 7.000 мигранти кои што дневно поминуваат. Некогаш тоа се случува без проблем, некогаш сме сведоци на овие слики на брутално полициско насилство. Тоа е првото прашање зошто тоа не се случува. Вториот проблем е уште еден. Велиме, Македонија не може со ова да се справи сама. Од друга страна, од институциите уште немаме одговор, например, зошто лекари без граници немаат дозвола да дојдат да работат тука. Еве. Ве молам, во главниот штаб само да видите, да присуствувате какви позитивни политики, какви хумани политики се кројат кон мигрантите, кон бегалците. Дури луѓето од армијата што се представници, членови на главниот штаб, луѓето од полицијата, толку хумани мисли имаат кон мигрантите, кон бегалците. Во главниот штаб се кројат најдобрите политики за нив. Секој во рамките на својата надлежност, секоја институција, здравството си го прави своето, транспорт и врски си го прави своето, ЕВН си го прави своето, другите, полицијата своето. Никој не ги спори добрите намери, затоа јас во прашањето реков имаме апсурдна ситуација. 7 до 1000 мигранти пропуштени без проблем. Од друга страна имаме инциденти кои што го рушат имиджот на државата. Кога слушаме дека 7000 ќе влегуваат во еден илегален премин така. Зошто во Каменот 59 илегалното станало легално. И имаме апсурдни ситуации на кои што до ден денес немате одговор. Имате наредба од министерот доматични лекари да помагаат, тие велат не можеме, и имате реакција од лекари без граници кои што се уште немаат одговор зошто не можат да дојдат и да им не знам која е соработката со лекари без граници, но таму има перманентни екипи медицински што се и од Црвениот крст на Република Македонија, а исто така и од нашето Министерство за здравство. Дури ние сега побаравме медицинска екипа перманентно да има и во Каменот 59, кога првиот контакт на мигрантите, на бегалците со Република Македонија е во Каменот 59, ние дури и тука побаравме да има медицинска екипа. Сите ценат дека тие медицински екипи што работат сега на терен, дека се доволни. И мислам дека им се пружа и првата помош и други медицински потреби што имаат мигрантите. Дури полицијата често ги донесува, ако некои се потешки случаи, ги препраќа дури до нашите болници. Мислам дека имат доста хуман третман. Се обидуваме. Понатаму, ако продолжи ситуацијата, мислам дека ние ќе водиме уште похумани политики кон бегалците и кон мигрантите. Војслав, вие доаѓате овдека од Табановце. Хелсиншкиот комитет денеска дистрибуираше дел од хуманитарната помош. Каква е ситуацијата? Што е тоа што го видовте на терен? Ние повремено сме на терен како Табановце, северната граница, така и на јужната граница во Гевгелија. Работите се сменија
Најмногу се променија со измените на Законот за азил и привремена заштита, откако им се даде правото на 72-часовен слободен транзит на бегалците низ Република Македонија. Меѓутоа, сенка на ова фрли од дента кога беше прогласена кризната состојба и сето она што го гледавме на границата, односно полициското насилство. И тоа во тоа време имаше околу 2000, а денеска слушаме над 5000 мигранти и без поголеми проблеми, освен она видео што вчера ни беше презентирано, каде што повторно се потсетивме дека полицијата знае да биде насилна. Во право е господјата Салиу кога кажува дека во последно време има повеќе ангажман на државните институции, меѓутоа во право и професор Стојановски кој вели дека ние ова воопшто не го следевме, дека изгубивме скапоцено, драгоцено време за кое можевме да планираме и да не ни се случува што се случува денес. Овој проблем не е од пред една недела, не е од пред еден месец, доколку направиме мала хронологија на настаните, луѓето беа удирани од возови, умираа по пруги, беа сметани за нелегални мигранти, а не бегалци, тепани, потоа се постави бодликавата жица, беа носени во прифатниот центар за странци во Газибаба, каде што имаше над 300% пренатрупаност, каде што има место за 140. Да, тука и долго време траеше тоа преговарање со УНХЦР што да се направи ту кафуле за разгладување во Гевгелија, па некои такви локацијата додека беше одредена, локација да се одреди. Самоуправа. Многу време се изгуби на сериозни подготовки. Кога се направи, тогаш реакцијата во јавноста и на социјалните мрежи кои што се премногу чувствителни и на ова прашање беше, значи можел. Прашањето е зошто тоа не се случи претходно. Јас би се вклучил во овој разговор со тоа што сакам да потсетам дека всушност проблемите не почнуваат од споменатиот Камен 59. Значи нашиот поглед во однос на овој предизвик треба да оди многу подалеку. И тоа бара една поврзаност, особено со партнерите од јужната страна, контакти кои што слушавме дека не постојат подолг период, за среќа се случува соработка на микроподрачје и тоа е многу добро и тоа треба да се развива. И додека државните структури од Грција едноставно се уште стојат во некоја состојба на изолираност или оддалеченост од проблемот, мислам дека треба да се поддржуваат контактите и соработката пред се со невладиниот сектор, со луѓето кои што се присутни на терен, кои што работат и веројатно тоа ќе притисне и тој канал на соработка се подигне и да биде и институционален. Но од друга страна, кога ќе имаме ние проблем кој што доаѓа на нашата гранична линија, тука веќе многу тешко се менаџира. Оно што мене ми е познато е дека и полицијата од првиот момент и другите институции вклучени во овој процес се присутни на терен и тие вложуваат енормни напори, каде што немате простор за некој редовен начин на живење, бидејќи тоа го диктираат брановите кои што се во континуитет. И од таа причина, веројатно, предвидувањето, планирањето мора да биде најтемелно. Значи, сите овие, го гледавме на телевизија случајот, поминува товарниот воз по пругата и само што тој поминува, сите рипаат на пругата. Бегалците од една страна, полицијата од друга страна. Колку е тоа само ризичен момент. Значи, сето тоа треба да се регулира. Гледаме како е тоа во Германија, во други институции, каде што тој физички контакт да се избегнува, туку контактот да биде преку средства, преку инструменти, преку, ако треба, и огради кои што ќе го канализираат од поширок во некој потесен правец на движење на мигрантите и да се регистрираат, односно да се евидентираат се она што државата има поставено како норма да се спроведува. Но, од друга страна, треба да се има во предвид дека и полицајците се луѓе од крв и месо. И веројатно тоа е друг момент, колку тие се тренирани за постапување во ваква ситуација. И за жал, оние исклучителни моменти тие врват низ медиумите. Оно што мене ми е познато е дека многу добри пракси, многу добри случаи, многу добри настани се случуваат и целосно се согласувам. Меѓутоа, исто така проблем е што тие недоволно се промовираат, недоволно се дистрибуираат до сите оние кои што снимаат, едноставно се она што го прави Македонија да биде и поорганизирано и повеќе да се посвети момент на промоцијата. Тоа ни недостасува.
самиот голем бран од 7.000 и 8.000 дневно ти влегуваат во граница, тоа создава малку паника. Можеби и кај службените лица, и кај полицајците, и во пограничната полиција, и кај меѓутоа ним не им е дозволена панична. Но мислам дека лесно во таа маса лесно може да се направи инцидент, да никне инцидентот од таа маса, така со едно затварање, со едно бркање, со едно запрење така да влегуваат, лесно тие протестираат во тој бран на луѓе. Ние дури денеска разговаравме во групата за процена, зашто денеска беше одржана групата за процена, да видиме кои се степените сега на ризик од сето ова состојба и размислуваме како во овие поголемите маси и ние да бидеме контролирани, исто времено и нив да ги контролираме. Малку е тешко. Тешко е, ние овие денови нонстоп сме на терен, таму имаме регионален центар во Гевгелија, што е главниот координатор за теренот. Значи, тешко оди соочувањето со големите бранови, тоа да го имаме предвид. Мада и тука се обидуваме максимално да бидеме хумани. По најавата на ова емисија на Facebook добив неколку коментари, дел се од колеги кои што се постојано на терен. Во еден од нив се вели дека проблемите настануваат кога нема доволна координација со грчката страна, кога се пушта наплив на групи кои што се премрзнати, уморни, нестрпливи, и велат колегите кои што се секој ден таму дека века можеби се може да се реши со еден познавач на арапскиот јазик кој на еден мегафон ќе им ги објасни на луѓето процедурите, дека сите ќе поминат, но има одреден ред кој што треба да се почитува и да се помине одредена процедура. Го имате ли тоа? Мислам дека набрзо ќе биде поставен таков ред. Ќе има и преведувачи таму на терен, кај Каменот 59, како да влегуваат, зашто центарот од Каменот 59 е оддалечен само 200 метри, значи многу лесно може да дојдат до центарот. Евиденцијата, регистрацијата тече безпрекорно и во Табановце, и во Куманово, и во Гевгелија, зашто за тоа ние се уверивме. Регистрацијата се прави од екипи на УНЦР. Наши млади правници се во служба на УНЦР што ги регистрираат. Има добра технологија за регистрација. Така што мислам дека сето ова ќе си легнат работите. Ако продолжи бегалската криза, мислам дека уште похуман третман ќе имат бегалците во Република Македонија. Имаме ли време да го вежбаме тоа со напливот на бегалците или тоа треба да биде систем кој што ќе функционира? Ќе биде поскапа цената. Ако тоа го ставаме дека се прави, ќе биде и така натаму, отколку ако е тоа направено. Имаме институции, имаме систем за управување со кризи и ова е една од тие кризи. Мислам дека добро се справуваме со кризата со бегалците. Тој систем требало да биде веќе воспоставен, а не сега стихино да се организира. Малку е иронично да кажете дека денес поминале 7.000 луѓе низ Македонија, а доколку ја погледнете веб страницата, дневниот билтен на Министерството за внатрешни работи, тие велат 1500 се регистрирани. За вчера беше најавата. Ворете, меѓутоа поминуваат над 5.000, а се регистрираат помеѓу 1 и 2.000. Очигледно тоа е капацитетот на центар, на така наречениот центар, импровизиран центар за регистрација. Се е некако импровизирано. Помошта ја даваат невладините организации, активистите и странските донатори. Шаторите се подигнати од страна на меѓународната заедница. Таму нема воопшто инфраструктура, нема основна потреба како што е вода. Таму има прашина кога е топло, а кога е ладно и кога врне, таму има вирови од кал, како што сите можат да ги видат на снимките. Значи, вие велите и повеќе да доаѓаат, се похуман ќе биде третманот. Ве молам, вие дали сте биле во Гевгелија, во Винојук? Да. Сега центарот каде се гради, дали бевте пред почеток на градењето? Да, бев. Знаете, таму апсолутно немаше никаква инфраструктура. Зошто немаше инфраструктура? Па земаше Што чекаше државата година и пол кога знаеше дека напливот сега ние мислевме од кога беше прогласена и кризната состојба, почнавме малку посериозно да размислуваме за проблемот. Сега дури сваќаме дека проблемот е сериозен, дека бара голема координација, бара голема мобилизација, инаку
Таму тоа место беше многу запустено, многу дури и мостот не функционираше кај Сува река. Дали знаете ви или не знаете? Да. Половина од мостот беше уриван така. Армијата се вклучи и за недела дена мостот беше во употреба. Значи, голема мобилизација има на терен. Сега се работи на водовод, на струја, на тушеви, на хигиена. Хигиената малку е проблематична, тоа не можеме да го криеме, проблематична, има ангажирани луѓе, ама не тече како што треба хигиената. Тука треба да работиме сите, да и хигиената да биде, тие да имат по соодветни услови така. Зошто се појави оној проблем со невладините организации кои што доставуваат помош? Не им се дозволува да влезат во центарот, сега помошта ја делат надвор, се бараат некакви потврди, сертификати. Ние имаме закон за управување со кризи. Во законот се вели дека за време на кризна состојба Центарот за управување со кризи дава пропусници. Сега ние тука Центарот за управување со кризи вели дека за време на кризна состојба. Кризната состојба е прогласена во Гевгелија и во Табановце, Кумановско, нели? Сега ние тука сме како Центар за управување со кризи максимално либерални. Ние почнавме со создавање на тие пропусници, ги создаваме само за тие што влегуваат во Центарот. Центарот сега има назначен и управител од страна на МВР. Управителот сега управува со Центарот. Не е вистина дека хуманитарните организации немаат пристап тамо. Само ние побаравме сега за тие хуманитарни организации, штабот побараше, главниот штаб, зашто ние тука имаме и експерти од медицината, експерти на храната, тука учествува во главниот штаб и Агенцијата за храна. Сега ние побаравме тие хуманитарни организации кои доставуваат храна во Центарот да исполнуваат некои стандарди така. Некој знае какви високи стандарди, него да се изнесе сува храна, тоа што е препорака на Меѓународната здравствена организација. И сега ние го повикавме во главниот штаб и представникот и директорот на Агенцијата за храна, тој ги покажа какви се условите и потврдите во таа агенција најголем дел од таа хуманитарна помош ја доставуваат граѓаните во ситуација кога државата нема капацитет, услови и пари сама да го обезбеди тоа. Вие не можете на овие луѓе да им давате одредени предпоставки. Која е разликата дали таа храна што Воислав и активистите и граѓаните ја собраат денеска ќе биде поделена во Центарот или од надвор од оградата? Не, тоа важи за Центарот. Внатре во Центарот, нели? Забраната се однесува во Центарот. Внатре во Центарот? Меѓутоа, повремено имаат активисти проблем да влезат во Центарот. Вие само треба да обезбедите потврда од Агенцијата за храна дека вашата храна ги исполнува стандардите. Не се тие кој знае какви анализи, какви проверки. Тие основните стандарди, зашто сувата храна е попрепорачлива во вакви случаи, да нема месо, да нема некои. После таа храна, дали превозот на таа храна треба да се направи со специјални контейнери, така со специјални фрижидери. Зошто тогаш не се користат државните резерви за таква храна? Ниедна хуманитарна организација нема такви стандарди. Затоа ние А ги има ли државата? Еве имате прашање зошто не се користат државните резерви? Вие бидовте во Германија, во Австрија како се раздава хуманитарната помош. Тука се зборува за хуманитарните организации. Сега зборуваме за хуманитарните организации и тие сите се присутни на терен, сите влегуваат, сите зеле пропусници. Ете, големо разочарување е кога активист посветил 9 месеци од својот живот, кога 12 до 16 часа ги посветил во тој камп и делел храна. И одеднаш доаѓа некое државно тело и му вели сега не може вака, сега имаме нови административни бариери. Разбирам дека одреден степен на контрола мора да има. Како за храната, така и за тие што влегуваат таму. Меѓутоа овде се работи за активисти кои оваа работа што сега државата се обидува да преземе, ја работеа претходните 9 месеци. И сега тие се чувствуваат спречени да продолжат со својата работа. И примерот на чешкиот активист, кој со своето комбе, кога слушнал што се случува во Македонија, го запалил, не размислувајќи премногу, земајќи онолку колку што има со себе и се спуштил директно во Македонија. 2,5 месеца, секојдневно, јас кога и додев го гледав таму, на слики, на видеа, тој носеше илјадници пакети храна и помош. Ние во главниот штаб овие денови толку сме ангажирани што навистина немаме време да ги гледаме овие порталите што пишуваат, Фейсбукот што кажува.
Не, ние не говориме што кажува Facebook или таму ги има реалните проблеми. Овие информации ви се најдобрите, најобјективните информации што ви ги давам, што се однесува за третманот на поделбата на храната во центарот. Не, прашањето беше дека тие процедури се апсурдни. Не знам дали ќе се согласи професорот во ситуација кога државата нема капацитет самата да ја обезбеди таа помош. Ама во државата колку хуманитарни организации се регистрирани? Им забранила државата регистрација на хуманитарните организации? Не збориме за забрана, збориме за апсурдна процедура кога вие велите овдека е оградата кога зборуваме за сите чинители, зборуваме и за хуманитарните организации, нели? Тие се наши хуманитарни организации. Ама вие барате од хуманитарните нешто што како држава и како институција не можете да го исполните. Колкав капацитет на храна и друга хуманитарна помош како државни институции, без сите хуманитарци имате дневно на располагање. Колку оброци? 0. Црвениот крст за најмалку 500 луѓе внатре во центарот има обезбедено храна, секојдневна храна. Црвениот крст. Меѓутоа Црвениот крст не е државен орган. Не е државен орган, али прашавме државните органи како ЦУК. Функционира во Република Македонија, нели е така? Така. Сите тие други хуманитарни организации функционират и се регистрирани во Република Македонија. Ако тие се со големо искуство, а да немаат никаква регистрација, никаков документ, тогаш веќе навистина се јавува тоа потребата за проверка на нивното работење. Зошто се работи за храна? Волонтерите треба да си одат затоа што не се регистрирани, затоа што немаат искуство. Ние сме тука максимално либерални дека никој не треба да оди само да се исполнуваат некои стандарди. Волонтерите се оние кои обелија образот на Република Македонија пред светот. Сум зборувал со десетици, можеби и стотици новинари од цел свет од како почна кризата. Добри зборови имаат само за волонтерите кои се на терен. И сега, оние кои 9 месеци обезбедуваа хуманитарен транзит на мигрантите, вие одеднаш им велите, вие не сте регистрирани како хуманитарна организација, вие не ги исполнувате основните стандарди на квалитетна храна, на квалитетна... Едноставно, не можете кон овие луѓе тоа да го правите. Вие треба да инспирирате нови волонтери. За индивидуи, можеби има исклучоци, ама навистина сите хуманитарни организации што функционираат во Република Македонија, што се регистрирани, што се најавени, тие имаат пристап внатре во центарот, да знаете. Професоре, ваш коментар краток на овие вака контрадикторни ситуации, бидејќи мораме да одиме. Видете, значи станува збор за една ситуација која што не е редовна. И без оглед на законите, на регулативите кои што постојат и кои што можеби се креирани за некои реални мирнодопски периоди, во овој момент е потребна поголема мобилност, поголема максимална синергија. И во тој дел, ако има некои препреки кои што ја блокираат оперативната поставеност на терен, треба брзо да се надминуваат, да се реагираат. Така што станува збор за држава, за институции, државата треба да си најде решение. Ако има некој проблем, тој треба да се надмине. Проблемот не смее да се случува, да трае и поради проблемот да имаме изолираност или неможност за таа синергија која што дефинитивно треба да имаме. Ние имаме наш правен систем, наш правен уставен систем имаме. И сите тие институции од надвор што доаѓа, сите тие треба да подлегнат на нашиот правен систем, на нашите институции. Значи ние имаме правила, имаме норми, имаме зошто ни е агенцијата за храна, зошто ни е агенцијата за храна? Она во што не се разбираме, очигледно е фактот дека до вчера, односно до пред месец ден. До вчера немавме ограничен центар. Кога го немавте центар, кога државата немаше ништо направено. Единствениот извор на храна, вода и друг вид на хуманитарна помош беше хуманитарната помош од невладините организации. Сега вие велите, да, вашата хуманитарна помош е добра и добре дојдена, но надвор од нашата ограда. Внатре, во оваа ограда, ние ви наметнуваме хасав стандарди и центарот функционира. Тука е проблемот во кој што вие се беше се слободно, слободна територија беше, нели? Немаше ограничено место, немаше ограничен центар. Сега веќе имаме центар. Транзиционен прифатен центар сега имаме во Гевгелија. Затоа сега внатре во центарот се поставуваат правила, се поставува некој ред. Тој ред не произлегува од нашите глави, тој произлегува од нашите институции, од нашите стандарди, од нашите норми. Меѓутоа не може нешто што чинело и функционирало пред вие да ги активирате тие стандарди, сега да не чини. Одговорноста за храна не иста кога центарот е ограничен и кога по пат
таа рутата што е од Камен 59 до центарот, секој може да подели храна и вода и не можеш да ги контролираш. Сега веќе тука се е контролирано. Значи, ние им гарантираме безбедност на тие луѓе што влегуваат. Безбедноста подразбира и здрава храна, нели е така? Сето тоа никој не го спори. Значи, законите во оваа држава мора да важат. Но да не се прават преголеми бариери и додека да се надминат тие, условно кажано, нефункционалности, да имаме ситуација на која што... Лично одам во Гевгелија, на лице место, на увид, во увид толку некои работи ги расчистуваме, толку веднаш ги решаваме некои работи, ако има бирократски пречки, веднаш ги решаваме. Одиме со кратка пауза за реклами и се враќаме со останатиот дел од дискусијата. Останете со нас. Во завршницата сме на вечерашнава дебата во топ тема, а прашањето за крај би било кои се предизвиците со кои може во иднина да се соочиме и што треба да се направи за соодветен одговор, бидејќи почитувани гости, предупредувањата се дека овој бран ќе продолжи, а доаѓа уште потежок период. Видовме што направија дождовите деновиве, а пред се ни предстои и зимата. Професоре? Па, нема тука многу избор или уште помалку оптимистички видувања за тоа што може да се направи да се надминат овие состојби. Бидејќи сите велат, се извинувам што ве прекинувам, сите велат проблемот не е македонски, да, тоа е точно, меѓутоа гледаме дека во меѓувреме и регионалниот, а пред се европскиот одговор доцна. Европа не се снаоѓа во оваа криза, ние сме на главната трансферзала. Да, значи, што после ова што го имаме? Коридор кој што врви низ некои земји, во целина останатите земји кои што не се засегнати со миграцијскиот бран, ги обсервираат работите и стискаат прсти или работат на тоа да не бидат дел од територијата по која што ќе поминува. И во тој дел, значи, сведоци сме и на една хипокризија. Државите со кои што се соочуваат со проблемот, едноставно тие покрај тоа што ќе бараат, ќе иницираат и поширока европска и меѓународна соработка и активност, мораат да се соочуваат со проблемот на дневна основа и да бараат решенија. И во тој дел, за жал, тој дел од судбината се однесува и за Република Македонија. Значи, да се јакнат капацитетите, да се прават проекции кои што и по сценарија кои што говорат дека ќе се усложнува концептот, може би да се направат проценки за нови центри, за да не се прават кога ќе дојдат мигрантите во некое идно време, но тие да се прават со време, да се обезбедуваат транспортни средства кои што, ако се случи еден штрајк, нема да го блокираат тој процес и така натаму. Цинична е ситуацијата и од аспект на регионалната соработка, и пошироко во Европа. Единствен светол пример е она што го гледаме од Германија, која што носи една нова димензија и една нова порака за справување со овој глобален проблем или предизвик во Европа и пошироко. Но надвор тоа е комплетно разногласие во ЕУ, не знаеме ни овој вчерашен план на комисијата. Дефинитивно тоа ќе продолжи и понатаму и веројатно тоа ќе се изострува, бидејќи се повеќе како што ќе притиска проблемот, државите ќе се повлекуваат во себе и ќе промовираат градење на ѕидови или политики кои што ќе бидат и со непријателски пораки спрема мигрантите. Тоа што веќе се случува во некои од европските земји, веројатно ова ќе се случува уште погласно, поконкретно и можеби ќе доведе до некоја ситуација во која што ќе кулминираат сите овие странични пораки и Европа ќе се обиде, ако успее да дојде, да говори во похармонизиран глас во однос на овој проблем и да најде решение кое што ќе може да го амортизира. А од друга страна, за прв пат слушаме пораки дека и Соединените Американски држави покажуваат проактивен пристап во однос на проблемот со кој што се соочува Европа и ако тоа стане приоритет, веројатно побрзо ќе доведе до некое решение. Во меѓувреме останува да се соочуваме со овие проблеми. Регионалните тела буквално ги нема или едноставно не се чувствуваат. Даваат изјави. Имаме изјави, меѓутоа не кажуваат што тие прават, а имаат надлежност во овој дел. Пораките кои што ги слушнавме за тие фамозни 8 милиони преку ИПА 2
Веќе 2 години се најавуваат, а уште ги нема, и то се средства за целиот Западен Балкан, вклучително и Турција. Така што може да предпоставите какви трошки ќе бидат во прашање во тој дел. И тука се постава прашањето за поголема мудрост, за препознавање на работите на време, не реакција од после настанот, бидејќи професионалноста ја немате, ако да се избегнуваат импровизациите. Воислав, од аспект и на човек кој се грижи за заштита на човековите права, но и на човек кој што е постојано на терен заедно со вашата асоциација, кои се вашите препораки? Според мене главните проблеми во моментов се тоа што дозволуваме многу сати бегалците да се задржуваат во меѓуграничниот простор. Меѓуграничниот простор е ничија земја и таму многу малку или воопшто нема хуманитарна помош. Неколку пати кога сме биле во Гевгелија, тие влегуваат по 20 часовно чекање, стоење во место и се прегладнети и прежеднети. Тоа значи дека доколку сакаме да го хуманизираме овој процес, како што кажат, крајно време е да размислиме за повеќе кампови. Гевгелија и Табановце очигледно не се доволно, особено со тоа што се под ведро небо. Ние можеби ќе обезбедиме вода, но доаѓаат есенските дождови, доаѓаат зимата, доаѓаат студовите и снегот. Што во тој случај? Не можете на отворено толку време да чувате толку луѓе. Според тоа, уште неколку прифатни кампови или проширување на постоечките и наместо луѓето да бидат во меѓуграничниот простор, да бидат во овие кампови каде што ќе има какви такви услови додека да тие транзитираат. Јас лично сум многу среќен, вечерва слушнав дека вие сте избрана за директор на Центарот за управување за кризи, една мистична организација во Македонија до неодамна, со класифицирани податоци работење и покрај тоа што во законот има одредби кои велат таа треба да соработува со невладиниот сектор. Обезбедете во координативното тело да има представници тоа на е законска категорија, соработката со невладиниот, со хуманитарните организации, со тоа треба да го видиме многу време во пракса. Партнери. Само накратко, обезбедете представник на невладиниот сектор во координативното тело, консултирајте се со активистите и внатре нека во секое време нека има луѓе кои ќе ја следат работата на полицијата, кои ќе ги следат потребите на мигрантите, на Европа да испратиме порака како треба. Стален член имаме во главниот штаб. Сосема телеграфски. Се состанувате и на дневна, неделна основа, рековте денеска имаше состанок на групата за проценка. Главниот штаб заседава постојано. Кои се главните ризици? Добро, сега групата за процена денеска ги даваше, сите членови даваа своји мислења, тие мислења ќе се праќаат кај управувачкиот комитет. Управувачкиот комитет после до владата, па процедурите за продолжување на кризната состојба се предвидени во законот, се е утврдено во законот. Тоа мора да оди сега преку собрание? Да, после 30 дена треба да оди преку собрание. Значи, одобрение треба собранието на Република Македонија да дава. Инако, зимските услови сите да оперативно, сосема кратко, од оперативно практичен аспект, во поглед на подобрување на условите, што ви е главен приоритет? Зимските услови да се обезбедат, сува територија да им се обезбеди, сув простор на тие луѓе да им се обезбеди, сув топол простор. И интензивно се работи на ова. Јас ви благодарам на сите за гостувањето во вечерашната топ тема и иако жестоката дебата веруваме да само придонес кон подобрување на состојбите. Мислам дека целта не е иста, нијансите можеби целта не е иста. Ви благодарам. Уште еднаш, почитувани, тоа беше делот од топ тема посветен на бегалската криза. Останете со нас, освен зад топ проблемите, вечерва говориме и за топ успесите. Во вториот дел од топ тема, мој гостин ќе биде Евгени Попацев, светски шампион во маратонско пливање. Бидете со топ тема. И добре дојдовте назад во топ тема, во вториот дел од вечерашната емисија, кој што, како што најавив пред малку, ни е посветен на топ успешните. Значи, освен за топ проблемите, во топ тема почнуваме и за оние добри, ведри, успешни страни од животот, а вечерва имаме голем повод за тоа. Мој гостин е Евгени Попацев, светски шампион во маратонско пливање. Добро ја цитирав титулата? Да. Добро вечер и добре дојдовте во топ тема. Честитки за освојувањето на тронот.
Добро вечер, благодарам на поканата и голем поздрав до гледачите на Телма. Благодарам на честитките. Да, оваа година успев да ја освоим титулата на Гран При. Многу тешка година за мене и многу интензивна. Но и успешна. Две години вице шампион, годинава двоен успех. Охрид, прв македонски пливач кој триумфирал на Охридскиот маратон по возобновувањето и ова освојување на светскиот маратонски трон. Која титула ви е подрага? Тешко да се каже тоа, да кажам право. Охридски маратон ми е желба уште од давно, уште од дете. Така да, иако титулата светски првак во Гран При серијата звучи поголема и помоќно, сепак, не знам, тешко да кажам, но победата на Охридскиот маратон така некако можеби малце повеќе ми беше драга. Али сепак титулата севкупниот победник е поголем успех. Веројатно ви даде и мотив, бидејќи во Охрид веќе бевте на тронот, меѓутоа остануваше она трка во Италија и колку победата во Охрид беше мотив да се исплива и таа трка и да се задржи првата позиција. Пред трката во Охрид искрено не размислував за крајниот резултат и се надевав, но не бев многу оптимистичен околу пласманот во Охрид. По Охрид, од кога освоив првото место, тогаш и избив и на првата позиција во севкупниот поредок. И тогаш увидов дека имам доста големи шанси да завршам на крај на сезоната први. И тогаш и почувствав и мал притисок, бидејќи, знаете, прво место и се доаѓа и сите потоа очекуваат и следната трка да биде успешна како и првата. Дури самиот си дадов за цел веќе следната трка дека кидам на добар резултат и на медаља. Но исто така и самодовербата доста ми се зголеми после Охридскиот маратон и едноставно на трката у Наполи не правев калкулации, не се штедев. Бев сигурен дека ќе имам добар резултат. 2 години поред вице шампион. Го очекувавте, го проектиравте, го планиравте овој успех за годинава? Ако може, работите така да се проектираат во маратонското пливање, каде што нели многу услови влијаат на исход. Да, по претходните 2 години бе второ место и со тие резултати реално беше да се надевам дека можем и прво место да освојам наредната година. Но маратонско пливање самите рековте дека е доста непредвидлив спорт, не е се како што планирате. Знаете, здравје, грешка една или било што може многу работи да промени. И затоа цела година бев така резервиран, се фокусирав од трка на трка, значи не размислав дали на крај ќе видам прв или втори или трети во севкупниот поредок, него си ги поставав целите, цел по цел да остварувам. Че за оваа трка се фокусирам, па следната трка. Да, но бевте многу активен во едно специјализирано списание. Рекол, ова е Оскаровска година за Евгени. И забелешката беше дека ве имаше насекаде. На секој значаен настан, маратонска трка, бевте и на маратоните од 10 километри на светско првенство беше во Русија, така? Да. Од каде толку енергија, толку сила? Па, примерно ми беше да настапам на што повеќе трки, за да може да освоим повеќе бодови во сериите, во Гран При серијата, но исто така и бидејќи Гран При серијата моментално нешто промени, така да веќе не се бодува за стипендија или за некаков поддршка. Да, за тоа ќе разговараме подоцна. Малку специфичен е овој спорт, не е како другите, како кошарката, фудбалот, со премии, со ова, со она, кога спомнавте трка по бодови. Тоа е, трка по бодови и пари или само трка по
по бодови? Па трка по бодови, но знаете како секој човек и секој спортист се надева на пари, на успех. Исплатлив ли е овој спорт? Па не е многу исплатлив, да ви кажам искрено. Иако има награди, најголем дел од наградите јас ги користам за други трки, за други настапи, но на крај на годината сума сумарум кој ќе направам излегува нешто плюс, но не е нешто многу. И плюс знаете друго е кога зависите од резултат. Значи може да се случи да инвестирате све и една грешка на трка и не добивате пари, не добивате бодови, така цела година е пропадната. Индивидуалните спортови не се многу атрактивни за спонзорите, бидејќи го спомнавте инвестирањето. Кој инвестира во Евгений Попар? Па моментално немам некоја поддршка од институции или имам поддршка од општината моја. За оваа година они покрија едно патување. Иначе вака спонзори, кој што рековте сами, е тешко да се најде многу, бидејќи индивидуалниот спорт не е многу популарен за спонзорите. Менува ли нешто оваа титула? Вие сте многу кратко време сега во Македонија, откако се вративте од Италија, од последниот маратон и од тоа качување нели на пиедесталот. Менува нешто оваа титула? Ви вртат спонзори, имате некоја најава или? Па не, мислам сигурно дека ќе сменат многу работи. Сигурно и дека сега моментално ви неколку дени, недели по-популарен сум малце, но знаете како е све 10 дена, 20 дена после надпревари, ја пливам цела година, така да мене ми треба поддршка кроз целата година. Сега се обидов да пресметам 5 трки од Гран При серијата и ако не погрешив, израчунав 141 километар на долги стази. Но тоа не се годинава, бидејќи имавте уште колку, уште 10 километарски маратони, тоа се значи уште 100 километра. Ова е голема километража да се извози со кола, не да се исплива. Колку се подготовка, колку труд е потребно за да се исплива сето ова и како вие се подготвувате? Кој е тимот кој што стои зад вас, бидејќи од тие што не се упатени во спортот, што го гледале барем преносот од Охридскиот маратон, другите многу не ги следиме, знаат дека треба да имате една екипа со вас, некој да ви подаде вода, храна во текот на пливањето и така натаму. Кој стои зад вас, семејството или имате свој тим? Па ја моментално тренирам во Велс, во Свонзи, таму сум во тим. Порано тренирав тука во Студент, па во АПК Студент. На трките најчесто е татко ми доаѓа, он ме прати. Он е најчесто во чамецот кој ме прати. Инаку за подготовки за овие надпревари се доста тешки, интензивни. Тоа е тешкиот дел од надпреварите, подготовките. Сие се состојат кроз цела година тренирање, неделно 10 до 11 пати во базен, плюс теретана 2-3 пати, плюс трчање можеби. Како го осогласувате сето тоа на релација Велс, Македонија, тркинис, го гледам списокот, тоа е од Португалија, од Абу Даби до Аргентина, Мексико, Канада, буквално низ целиот свет. Да, тоа е исто така доста комплицирано, бидејќи сите тие трки се на различни места, некаде се подалеку, некаде се поблиску, но знаете да секоја трка треба да отидете со авион, тоа е еден ден патување назад, плюс трката, плюс таму седење. Чи мислам дека годинава јас имав доста трки и не верувам дека тоа често го прават пливачите, но поради некои мои причини јас сакав да ги испливам повеќето трки од светски куп и Гран При серијата. Тоа доста е напорно, поготово летниот период, бидејќи тогаш се повеќето трки, така да од крај на јули до сега скоро секоја недела имаме по една трка. Исто така во периодот во јуни имаше неколку трки, или знаете, тоа е спорт.
треба да се навикнеме на тоа и понекогаш тоа иако е заморно, мене ми представува задоволство и еден вид на тренинг. Тренирате во Велс, што ве однесе таму подобрите услови? Нема такви услови во Македонија? Примерно отидов во Велс бидејќи девојка ми доби таму работа и највеќе поради финансиски причини, одека што малце потешко ни одише. Инаку таму условите се многу добри. Малце е поразлично него тука свето организација околу клубови, пливачи и спортисти, сосем малце е друго и поорганизирано. Но кога би направил компарација меѓу Велс и Македонија, мислам дека треба од кај нас малце да се повеќе да се поучи од кај нив околу тоа. Рековте во една изјава деновиве, рековте сакам и се надевам дека ќе придонесам да се сменат работите во пливањето. Што би сменили? Па, што многу работи треба да се сменат во пливањето кај нас. Мислам, факт е дека последниве неколку години доста државни рекорди се срушени и подобрени, што е знак дека пливањето почнува да напредува во Македонија, но се уште има доста работи кои треба да се променат. Најпрво во организацијски план, значи да се организираат институции, федерации, потоа да се добие масовност пливањето, и понатак исто и финансискиот план. Знам дека често сите пливачи го имаат тој проблем кај нас, финансиите. Па, мислам дека кога би се организирале подобро институциите и федерациите, дека тоа лесно тој проблем би се решил. Веста за вашиот голем успех во Македонија стигна недела ден кога сите дебатира за разочарувачките резултати на фудбалската репрезентација, за поразот на кошаркарската репрезентација, но секогаш сме сведоци дека и најмали успеси на екипните спортови многу се слават. За Евгени Попацев, не знам, коригирајте ме ако грешам, меѓутоа во изминативе денови не слушнав дека имало некој прием за честитање или за некоја дополнителна награда или стимулација од државните органи. Ве обесхрабрува ли тоа? Па, бев денеска на прием бев во Агенцијата за млади спорт. Нормално е дека луѓето ќе повеќе гледаат тимски спортови, дека е популарно и тоа е разбирливо, но тоа исто за луѓето но не и за институциите. Тоа сакам да кажам, за луѓето и спонзорите тоа им поинтересно, но затоа тука треба, мислам дека во индивидуалните спортови треба повеќе да се вмешат институциите и тие да помогнат, така да мене тоа ми е разбирливо, значи нема тука и љутење зашто повеќе се збори за кошарка, не за пливање, тоа е нормално, или за фудбал, тоа е сами сум сигурен дека луѓето повеќе тој спорт го гледаат, но но еве прочитав на социјалните мрежи, имаше и доста реакции од многумина ваши поддржувачи, луѓе кои што можеби прв пат слушнале за вас кога слушнаа веста за рекордот, кои се прашаа зошто еве тој прием денеска според некои информации беше повеќе работна средба отколку прием каков што им се приредувало на некои други шампиони. Зошто таков третман? Па не знам, тоа не можам да кажам зашто така, тоа може и повеќе треба да се обратите кај тие што се задолжени за тоа. Нема ни спортска пензија, нешто чудни се правилава, сега овој успех не се рачуна. Како стои тука работата? Па да, не пензијата како пензија не само како признание, туку и како стимул, бидејќи најголем дел од сето тоа што го правите сами со сопствени средства. Во правилникот во Агенцијата за млади спорт кој е за стипендирање, порано стоеше Гран при серијата, се викаше Светски куп, така да потоа кога се промени, кога стана Светски куп, дисциплината 10 км поради што е олимписка, така да Гран при серијата тоа што стане исклучено од секакви рангирања во правилникот и законот за стипендирање. И тој неколку пати баш разговаравме со претседателот на агенцијата и он се сложи, сите се сложија дека тоа треба да се промени и сега чекаме тоа да се промени.
трофејот што го донесовте можеби ќе биде еден конечен поттик тоа да се смени. Се надевам, и затоа јас ги плиам тие 10 километарски трки на светскиот куп, зашто се надевам дека тука би успеал да направам резултат кој би ми донел некоја стипендија или некоја пензија. Она што е специфично за вас е што лани бевте буквално врзани за кревет од ретка болест, која што напаѓа 1 на 100.000, како што слушнав. Меѓутоа, како што прочитав, меѓутоа, вие сето тоа успеавте да го пребродите и, еве, да стигнете годинава и до ова, како што многу поупатени во пливањето, мои колеги спортисти го нарекоа ваша оскаровска година. Што е тоа што ве движи, што ве мотивира? Претходната година беше доста тешка за мене, можеби најтешки 3-4 месеци во мојот живот до сега. И да ви кажам, тогаш и сватив дека толку многу сакам пливањето. Кога ми рекоа дека нема да може понатаму да тренирам и да пливам, видов колку ми падна тешко и тоаш сватив дека го сакам. Тоа е ретка болест која ве легнува за кревет, можете да останете неподвижни, последиците може да бидат фатални, но за среќа вие сето тоа го пребродивте. Да, пребродив, пројдов се рехабилитирав, болеста траеше 3 месеци од прилика. Потоа почнав да тренирам чисто така, без никаков притисок за дали ќе настапувам или какви резултати, само почнав да си плиам и да си размислам од ден за ден. Тогаш си давав за цел дека све што правам годинава ми е плюс. Значи, што и да направам, ќе бидам задоволен, дури да се појавам на еден маратон од 5 км малечок, за мене би бил успех. Но се случи чудо. Да, се случи, и самиот не очеков. Така, веќе таму август месец, значи после 4-5 месеци тренирање, скоро се вратив во формата што бев пред тоа и успеав да постигнам доста добар резултат. Скоро стигнав и до првата позиција, успеав да завршам втор на крај. И тогаш исто така си реков дека следната година мора да таком на прво место ако здравието ме служи. И успеавте во тоа. Што е следната цел? Следната цел ни се следната сезона повторно ќе ги плиам овие трки што ги плиав и годинава. Можеби неколку трки ќе прескокнам, зависи од тоа како ќе биде календарот, бидејќи сакам да се фокусирам на трката во Сетубал, во Португалија, која представува квалификациона трка за Олимпијада. Така да тоа мислам дека е главен настан ќе биде тој настан следната година. Стоматолошката ординација, бидејќи сте дипломиран стоматолог, ќе причека. Овој трофеј не е доволен, ќе се оди напред. Да, ќе причека стоматологијата. Не знам, за стоматологија секогаш сум си викал сами на себе, има време, стоматологија можем понатака да работам. Но, знаете, мора нешто да се живе, така да ќе почнем да размислувам може и следната година дали да пробам да носифицирам дипломата за во Велика Британија или би се вратил тука да работам. Така да, не знам, за тоа ќе видиме, но сепак сега моментално повеќе сум фокусиран на пливањето. Постојано некако, по втор пат го споменувате тоа заминување. Тоа заминување е само заради љубовта или и заради спортот и подобрите услови кои што ги има надвор? За љубовта и поради условите. Мислам, двете љубови, емотивната и животната, личната и спортот. Да, мислам, мора и на тоа да се размисла понекогаш, условите за работа се поразлични. Така да, иако мене тука ми е многу убаво, сепак овој период е додека сме млади, убаво да се минува, да се пробува други места, поготово на поле на кариера, па за понатаму ќе видиме. Што би била пораката до младите, оние кои што можеби во вашите успеси гледаат свој поттик, свој идол, бидејќи вие се запишавте веќе на листата на она плејада на познати македонски пливачи? Моја порака би била да спортуваат. Тоа мислам дека е порака што секој спортист би ми кажал. Дека и покрај сите пречки, све што може
животот да им принуди. Најважно е самите да тренираат, самите да се тераат да пливаат. Спортот е многу убава работа, иако е доста тешко, маратонското пливање е доста тежок спорт, но доста интересен, сосема го минува човекот, многу врати отвара како на професионално поле, така на поле на социјален живот, на шетање, значи толку многу работи имам добиено од спортот, што многу сум задоволен што сум спортел, иако на моменти ми е доста тешко и досадно и покрај сите проблеми. Спортот ме прави многу среќен и верувам дека секој спортиста би се сложил со мене. Евгений Попацев, ви благодарам што бевте во Топ тема. Тоа беше, вашето гостување беше честитка од нас за големиот успех од екипата на Топ тема и на Телма телевизија и ви посакуваме уште многу успеси и секако во иднина многу поголема чест и почит, не само формално, туку конкретно и со поддршка и од државните институции. Благодарим на вас многу. Почитувани, тоа беше се во вечерашното издание на Топ тема. Значи, малку вечерва за проблемите, малку за успесите. Останете и натаму со програмите на Телма, а со содржините на Топ тема продолжуваме од понеделник со Александар Чомовски.